Внимавајте! Говори Радио Лидер. Време е за утрински ринг. Се враќаме во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин, подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Николовски, како вие во ВМРО ДПМН гледате во оваа кавга во Дуи? Нешто, мислам, барем вака според тоа што се шпекулации во јавност, ова скопско крило на Дуи ви е многу понаклонето вас. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав на слушателите, а и на оние кои што подоцна ќе не гледат и на Facebook и на YouTube. Не би сакал да коментирам во однос на случувањата на Дуи и воопшто не би сакал да заземам никаков став, тоа е на моја принципиелна позиција, затоа што се работи за друга политичка партија и не мислам дека е моја работа да коментирам за случувања во други политички партии. Па дури никога тие случувања може до избори да дојдат. Имајќи предвид дека истото го барав и во однос на ВМРО ДПМН, морам сега да го почитувам, да ве потсетам кога Зоран Заев преку неколку групи се обидуваше да направи упад во ВМРО ДПМН и организира неуспешни така наречени вонредни конгреси. Јас тогаш кажав дека не е работа на СДСМ да бира раководство во ВМРО ДПМН, како што не е работа на ВМРО ДПМН да бира раководство во СДСМ и дека таа пракса на обид за упад во политичките опоненти треба да се напушти. На иста линија не би сакал да коментирам и за случувањата во Дуи. Мислам дека случувањата во Дуи треба да се коментираат членовите на Дуи. Јас сум член на ВМРО ДПМН и би коментирал за случувањата во ВМРО ДПМН. Доколку ме прашате за работа на некој министер во владата, за разлика дали се да сум или Дуи, тогаш апсолутно би коментирал, затоа што тоа е владина работа. Но за случувањата во Дуи навистина не би сакал да коментирам. Но ајде работа за која што може да коментирате се разбира исходот на локалните избори за Советот на општина Тетово, каде што се чини дека БЕСА најде формулата за тоа како да се победи во Тетово против Дуи. И исто така каде што ВМРО ДПМН победи во еден од 9 поголеми центри во Македонија, ако вклучиме тука и Скопје. Без септември изборите се далеку позади нас. Не пред месец дена беа, меѓутоа еве на 20 успеа, да. Сепак да прашаме еве така да влеземе во ние во Тетово остваривме резултат во рамки на нашите очекувања. Ние очекувавме дека ќе го декласираме таму СДСМ и дека ќе победиме со 2:1 разлика, така и се случи. Ние освоивме 4 советници, СДСМ освои 2, што е мислам дека реален приказ на силите во моментот во државата, кога би имало утре предвремени избори. Мислам дека со односот помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ ќе најмалце 2:1 во пратеници некаде 60-30, така што тоа е во моментов расположението помеѓу граѓаните и тоа се одрази на изборите во Тетово. Ние после тоа повикавме на предвремени парламентарни избори. Овие од власт што се храбрат дека се многу силни и народ дека многу ги сака, не се согласи на предвремени избори затоа што знаат дека ова им е последно и дека секој ден и секој месец останување на власт, евентуално година, би им значило многу затоа што на тој начин ќе продолжат да ја плячкаат државата и да ги хранат собствените кариери и суети. Така што имаме едно класично бегање од предвремени парламентарни избори. Опозицијата во моментов ги има мнозинството во Советот на општината. Да, формиравме мнозинство заедно со советниците на политичката партија БЕСА, така што во моментов мнозинството е БЕСА и ВМРО ДПМН, вкупно имаме 16 советници. Советот брои 31 член, така што доволно за мнозинство. Дали според го отсликува рационалниот тренд, ако има утре избори? Да, горе-долу анкетите се преслика. Во однос на Дуи ќе се вратиме назад, рековте да прокоментираме некои од министрите. Вчера Слободен печат доцна синоќ ќе објави дека Али Ахмети понудил Османи да оди Курбан за да се смират страстите во неговата партија, но овие кои се против го одбиле тоа. Дали мислите дека е логичен потек да се пак е поврзано со внутрипартиските случувања, не би коментирал. Во однос на Бујар Османи? Навистина не би коментирал, нека се ги решат проблемите внатре. Дали може за вашите внатрешни прашања да говориме? Со задоволство, јас сум член на ВМРО. Рековте дека СДСМ веќе подолго време нели се обидувало во минатото да влијае на процесите во ВМРО ДПМН. Дали ова со Даниела Арсовска го гледате како дел од тој тренд? Па добро, ова е делумно внатрешно прашање, имајќи предвид дека Даниела Арсовска не е член на ВМРО ДПМН. Така што не можам целосно да влијам како внатрепартиско прашање, но шала на страна. Точно е дека ние ја поддржавме на минатогодишните локални избори
И точно е дека таа Победи поради вас. Не, тоа не е спорно, но точно е дека таа работа заврши како што заврши. Даниел Арсовски имаше настав во јавност како што имаше, не многу симпатичен, не е нешто со кое што било кој носител на јавна функција може да се пофали. Мислам дека нивото и речникот во политиката мора да се задржат, затоа што друг тип на речник одговара на други типови на комуникација кои што не се баш вака за во јавност. Но таа го одбра својот пат, ВМРО ДПМН исто така својот. Ние тогаш поддржавме една програма која што требаше да промени Скопје. За жал, најголем дел од таа програма не се реализира. Имајќи преви дека не се реализира, не можеме повеќе да даваме поддршка, а секако доколку во Советот на град Скопје, каде што ВМРО ДПМН и коалиционите партнери го имаат мнозинството, дојдат предлози кои што ќе го напредат животот на Скопје и скопјани и се дел од оваа програма, секако дека ќе ја поддржиме. Доколку не доаѓаат такви предлози, доаѓаат спротивни предлози, секако дека нема да поддржиме. Утрино ја носев сопругава на работа, па доаѓав наваму со автомобил, ни Скопје избројав 7-8 билборди каде што се цитира Даниела Арсовска во однос, нели, во негативен однос кон ВМРО ДПМН и лидерот на вашата партија Христијан Мицковски. Тие се знаете, претпоставам нарачани од СДСМ. Тоа што СДСМ до денес не го одговори на јавноста е колку вреди да трошат партиски пари на ваква кампања. Кажеа дека кампањата ги чинела некаде на 25.000 евра, реално мислам дека ги чини најмалце помножено со 2, најмалце затоа на што и 50.000 по евра. телевизиите ги има овие реклами. Тоа дополнително само за билбордите зборувам. И мислам дека е честно СДСМ да одговори пред јавноста од кај ги најдоаѓаат тие пари и колку дополнително имаат пари за оцрнување на политичкиот опонент. И дали една ваква црна кампања кон председателот на ВМРО ДПМН е најдобриот начин да се трошат пари во јавноста. Инаку, јас сум релативно млад, но сметам дека сум доволно долго во политика за да можам да направам споредби. Мислам дека овој начин на кој што лично е напаѓан председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски го немаме видено со ниеден друг председател на политичка партија во ниеден претходен период. Добро, Бранко е крив, се сеќаме на таа кампања. Но основната разлика е што претходно секогаш во наводници нападите биле кон политиките или кон карактерот на личноста која што треба тие политики да ги спроведе, а овде кога гледаме еден личен напад, што значи дека се свесни од СДСМ од каде им доаѓа опасноста и се свесни што ќе се случи на следните избори, свесни се кој ќе е нов премиер и во таа насока го концентрираат нападот, но мислам дека со сето ова што го прават дополнително го креваат рейтингот на Мицковски и на ВМРО ДПМН и на тој начин не сакајќи ни помагаат, затоа што ова е најлошата работа што може да ја направат со една ваква црна кампања која што чини многу пари во услови кога луѓе не може сметки за струја си платат или кога не сме сигурни дали ќе има парно грејење во Скопје. Липчо се сеќам на оваа опасност од каде доаѓа дека знае СДСМ. Веројатно треба да им текне на она каменот од каде доаѓа, нели? Да, каменот од близко доаѓа. Меѓутоа не, ова ме малце ме чепна да потпрашам во периодот помеѓу избори. Кое тело е одговорно да ги регулира политичките кампањи на политичките партии? Зошто воопшто е дозволено на телевизија? Нека биде дозволено, меѓутоа кој тоа го регулира, кој тоа го мери, кој тоа го оценува, кој тоа го представа пред јавноста. Во период помеѓу избори се оди на класично комерцијално огласување, без разлика дали е тоа на телевизија, на радија, во вестници, портали, билборди, но основното прашање од каде политичките партии носат пари да го платат тоа. И остануваат врски да објават колку чинело, како чинело. Точно. И тоа е нешто за што е надлежен Државниот завод за ревизија, кој што секоја година прави анализа како политичките партии ги трошат своите пари и од каде ги добиваат. Николовски се извинувам. Тоа е исто битно колку и како и се извинувам вака што ќе ве прекинам, но овде имам една огромна системска недоумица. Се сеќавам кон какви све ригорозни контроли поминавме ние како медиум на минатите парламентарни, односно локални избори, па колку минути, па ни мереа од Агенцијата за медиуми до секунда. И сега се прашувам, која е поентата така да биде се толку тоа ригидно и строго за време на избори, кога пред избори секој може да прави што сака? Немам намера во ќе замени дискусија во друга насока во правни дебати, мислам дека имаме други теми за слушателите, но разликата е што во текот на избори платеното политичко рекламирање
се покрива со средства од буџетот, што значи дека тоа се јавни средства на граѓаните и нормално е да. Па да, и има тој ова тип се на- јавни средства, СДСМ сигурно не продавале пиперки за да ги заработи. Тоа е прашањето кое што јас го поставив пред некоја минута, Да. а тоа е дека треба да излезат СДСМ и да Не. кажат од каде ги нашле Не парите. е комерцијален А субјект. Државниот СДСМ. завод за ревизија треба да направи водреден инспекцијски надзор Точно. и да провери колку пари има потрошено СДСМ за оваа кампања и од кои извори точно. се овие средства, затоа што се работи само за билборди над 50.000 евра, а со се телевизии веројатно сумата наминува над 200.000 евра. Што во услови на криза се вака паметен начин за Апсолутно. трошење на парите. Премиерот Ковачевски имаше обраќање во Обединетите нации. Не знам дали го следите. Ние професионално ги проследивме Па буквално сакал, не сите. ќе морам да следам, Да. тоа ми е работа. Како ќе ја прокоментирате неговата реторика? Па, видете, има два чипа во функционерите на СДСМ и на ДУИ во владата. Едниот чип се уклучува кога не смеат да споменат ништо што почнува на буквата М, че не смеат да споменат Македонија, македонски, македонци и така натака. И вториот е, например, зборуваат за Северна Македонија на начин дури и кога зборуваат за временска прогноза. Тоа е вториот чип. Например, наместо да кажат очекуваме утре да врне и тоа е добро за земјоделците во Македонија, очекуваме утре да врне и тоа е добро за земјоделците во Северна Македонија, што вака покажува дека се учипирани и дека два Да, чипа ама има имаат периоди пред избори во глава. кога нашата земја станува Северна Вака Македонија. да сум малце ироничен, тоа го мислам со чиповите. Иначе да, најчесто името на државата во говорите на СДСМ е Република нашата земја. Така што тоа се едни А во однос на ова луѓе солуција? без достоинство Јас мислам и дека сега треба да додадат и она која што се простирала на територијата на средновековната бугарска држава. Само очекувам тоа дека ќе почне вака да биде дела. Така што мислам дека е крајно понижувачки да ја добиете највисоката државна извршна функција, тоа е председател на влада, премиер, да имате таква чест да се обратите пред цел свет, затоа што Генералното собрание на Обединетите нации, особено оваа лидерска така наречена недела е врвот во политиката, да имате неколку минути да кажете нешто с државата од која што доаѓате и да не го спомнете името, нити името на народот, нити името на јазикот, покажува за какво понижување се работи, ама за тоа после кога ќе се вратат совршено знаат да ги испеглаат тендерите во многу институции, што само зборува дека интересот им е исклучиво во финансиски. Не ли малку фрустрира се, јас зборам јас, бар мене ме фрустрира затоа што сум бил меѓу другото и дел од такви делегации, кога ќе видам списокот со кого сретна Леди Рама, со кого Александар Вучич и гледаме од другата Секој бира страна. свое друштво, како е. Ама ме разбирате, во А смисол друштвото се бира Да. двостранно. Значи, Де- видовме да јавија и американските медии за неколку часов на средба на Джек Саливан со Вучич, со Рама. Вучич се сретна и со Лавров, никој не му го забележа тоа како што забележав. Меѓутоа, од другава страна не видовме барем со некој да речеме Далеко е тоа, последна нели значајна средба Да. беше малце да сум ироничен на Зоран Заев со председател на Соединетите американски држави, но за жал после тоа камерата открие дека во суштина било на разминување и дека Никола Димитров Ги снимал со телефон. ги стикал со телефон и Да. ако се сеќавате објавија соопштение што разговарале на средбата, а во суштина средбата е на поминување си велат 5 здраво. секунди трае средбата. Така што не е ни толку. тоа мислам дека е последната вака висока државничка средба во Македонија во последниве години. Добро, ајде одиме. Велат во јавноста дека сега ова морам искрено да ве прашам затоа што ја спомнавте темата околу Северна Македонија и излагањата на Ковачевски. Во јавноста влада еден, не знам дали е мит, дали е вистина, дека ВМРО ДПМН може да му дозволат големите сили да дојде на власт, единствено доколку ја прифати Северна Македонија како реалност. Ова е многу суштинско прашање што го поставувате во однос на дозволувањето на политичка партија да се дојде на власт. За жал се Секој ден го создаде слушам ова негде. се создаде еден мит во јавноста кој што е хранет поприлично од владеачките партии, а тоа е дека постои некоја темна сила, некој си кружок кој што не се гледа, кој што определува кој ќе дојде на власт или кој нема да дојде на власт, што е апсолутна глупост, затоа што кој ќе дојде на власт, а кој ќе си оди од власт, одлучуваат граѓаните на избори. Најдобар пример се последниве локални избори.
Така што нема никаква теорија на заговор, освен што власта сака да создава таква теорија на заговор. Тоа е дел од кампањите на власта. Тие водат кампањи за демотивација на граѓаните да гласаат на избори, затоа што колку помалку луѓе гласаат на избори, толку тие имаат поголема шанса да се провлечат. Секогаш на власта одговара пониска излезност, а секако на опозицијата одговара повисока излезност. И во таа насока има две активни кампањи во моментов. Едната е Сите се исти, која што се сведува на тоа дека СДСМ се за нигде, ама ете и ВМРО не се ништо подобри, и вела на луѓето што има гласате кога сите се исти, а втората е оваа која што ја спомнавте, а тоа е дека некој си дозволува или не дозволува некој да дојде на власт, па луѓето повторно вела на луѓето што има вие да гласате кога некој друг, странци или не знам кои се тие кои што одлучувале, тие одлучат кој да дојде на власт, а во суштина не е така, затоа што одлучуваат кој ќе да дојде на власт, тие што излегуваат. Ако беше така, Петар Шилегов ќе беше градоначелник на Скопје. Тие точно, тие што излегуваат на избори, и има една изрека многу позната во демократијата, тоа е дека лошите политичари ги бираат луѓето кои што не излегуваат на гласање. Односно, колку повеќе луѓе останат дома и не излезат на гласање, толку е поголема шансата на лошите политичари да се на власт. И затоа е потребно на следните предвремени парламентарни избори да излезат граѓаните во огромна, во масовна бројка и на тој начин да се случат промените, затоа што промените може да се случат само со гласање. Во однос на оваа реторика, сега па уште една теорија, затоа што е многу убаво да се разговара на вакви теми, на луѓето понекогаш знаат овие клучни зборови. Јас сум монопол на вакви провокации. Не. Затоа што луѓето имаат една традиција да реагираат на овие работи. Многу често сега кај функционерите на власта можеме да забележиме за некакво европско крило во ВМРО-ДПМН. Кој ќе го поминело ова со Бугарија? Тоа е тоа со што го почнавме и ова интервју, тоа е обидот на СДСМ континуирано да се меша. Ама ја освен Оливер Антонов друг човек не видов, сега вајде тоа на ВМРО-ДПМН, но за нивна жала, за среќа на членовите на ВМРО-ДПМН, далеку се од било каква позиција да се мешаат во ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН си е стабилно, цврсто, единствено и ќе ги прегази на следните парламентарни избори, а после тоа ќе си одбо. А има ли не европско крило во ВМРО-ДПМН? Сите кои што прават криминал, не би сакал воопшто да навлегувам во нивната реторика, затоа што се работи за една пропаганда, и доколку сега ја коментирам нивната пропаганда, значи дека нивната пропаганда е успешна, повеќе би сакал да зборувам за тоа кои ќе се луѓето кои што ќе одговараат после следниве избори, а мислам дека овие кои што се во енергетскиот сектор, еве за почеток, поприлично ќе одговараат, затоа што се утепаат крадења во услови кога луѓето плаќаат 4 до 5 пати повисока цена на електричната енергија. Легитимен е вашиот став дека не коментирате за други партии, меѓутоа како јавност. Партиите излегуваат на избори, значи јавноста мора да ги коментира сите. Тоа е факт. Така затоа ние поставуваме прашање, исто како што компанија што излегува на берза е секогаш предмет на критика. Мора да ги вади податоците. Јасно. Николовски, околу економската ситуација, денес 26 септември, за неколку дена, односно за помалку од еден месец, понекогаш почнува на 7 октомври, некогаш на 15, зависи од временските услови, почнува грејната сезона во Македонија. Ние живееме во Скопје, иако не сме потекло ниту јас ниту вие од Скопје, Ивица е скопјанец, веројатно користиме парно, но не знаеме, како луѓе кои живеат во овој град, дали ќе има на 25 за 10, за 12, за 20 дена, дали ќе има парно во Скопје, затоа што зависи од тоа дали Елен ќе се договори, верували или не, со Ванчо Чифлиганец. Па, мислам дека е по-сериозно прашањето од тоа дали ќе се договорат или нема да се договорат. Прашањето за грејењето е многу сериозно прашање и го покажува костурот на кризата со која што се соочува Македонија. Има неколку аспекти. Прво, тоа што ние на 19 дена пред почетокот на грејната сезона не знаеме дали ќе има или ќе нема парно грејење во Скопје, многу зборува за тоа какви неспособни бандити ја водат државата. Затоа што на 20 дена пред почеток на грејна сезона се уште немаат обезбедено газ, нити имаат поим од кај ќе го обезбедат за да можат да работат по планите. Тоа е прво. Второ, грејењето не го погодува само Скопје, туку ја погодува цела Македонија.
од две причини. Прво, најголем дел од институциите се во главниот град, така што бројни луѓе и од натрешноста доаѓаат, од не дај Боже болни кои што треба да одат во клинички центар до луѓе кои што треба да се извадат некој документ во соодветна институција, министерство, влада и така натака. Трета работа зашто грејењето ја погодува и остатокот од државата е затоа што доколку во Скопје нема грејење, природно луѓето ќе треба да се уклучат на електрична енергија, затоа што во најголем дел од зградите нема инфраструктура за друг тип на грејење, например грејење на дрва или нешто слично, да не зборувам за газ, и во тој случај енормно ќе поскапи цената на електричната енергија, но и ќе паѓа мрежата и нема може да се згреат и луѓето кои што живеат надвор од Скопје, затоа што едноставно нема да може да функционира енергетскиот систем. Така што прашањето е многу покомплексно, освен домаќинствата во главниот град, и не можам да се сложам со една дебата која што повторно власта ја наметнува, тоа е зашто се давале субвенции за главниот град, а не за останатите граѓани, затоа што на крајот на денот ова е прашање за целокупната енергетска состојба во Македонија. Тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент е што веќе неколку месеци наназад Македонија е во сериозна економска криза, затоа што компаниите плаќаат за 500% повисоки цени на електрична енергија, повторувам 500%, значи не 5%, туку 500%, што значи дека доколку на пример една компанија до пред неколку месеци плаќала 10.000 евра месечно за електрична енергија, сега плаќа 50.000 евра за електрична енергија, и тука е најголемата глупост на владата, а тоа е што ги подели субјектите на домаќинства, односно граѓани кои што живеат во тие домаќинства, мали индустријски капацитети и големи индустријски капацитети, и ги остави големите индустријски капацитети да купуваат електрична енергија од берза, која што е за 5 пати повисока од тоа што беше претходно. Зошто ги остави да купуваат електрична енергија на берза? Од причина што Македонија под оваа власт на овие бандити не може да произведе доволно електрична енергија колку што троши. Сега суштината на прашањето е што граѓаните кои што теоретски во домаќинствата добиваат поевтина електрична енергија, во суштина за 50% е поскапа од минатата година, значи некаде за половина, работат во овие фирми кои што плаќаат по 500% повисока цена на електрична енергија, и прашање на време е кога најголем дел од нив ќе затворат, дел веќе затворија, и истите овие граѓани кои што работат во фирмите, кога нема да земат плата на први и кога нема да платат даноци, нема да може да се ја платат струјата. А во моментот кога фирмите ќе затворат и овие граѓани кои што работат во фирмите нема да земат плата, тогаш плата нема да земе ни јавната администрација, затоа што таа зема плата и се полни буџетот од даноците кои што овие големи фирми ги плаќаат, и тие кои што работат во јавна администрација нема да можат да си ги платат сметките, и ние ќе имаме за многу брзо време 650 до 750 хиljadi луѓе кои што ќе се чудат како да врзат од први до први, толку од прилика бројката на луѓе кои што ќе е афектирана, работоспособни, а кога ќе ставите и деца тука и пензионери, стигаме до бројката од 1.700.000.800 илјади луѓе колку што реално живеат во Македонија. Што значи не чека една тешка зима. Мислам дека најголем дел од граѓаните не се свесни за ова, се уште времето е добро, се уште имаат по некоја финансиска залиха компаниите, но не чека екстремно тешка зима, и мислам дека ќе гледаме сцени слични на 90-тите, повозрастници се сеќаваат, и ние се сеќаваме, деца бевме во тој период кога масовно луѓе губеа работа и кога не знаеа што прават и како да врзат први со први, така што сцените од 90-тите, кога исто така СДСМ беше на власт, се ги гледаме слично и со грејењето во училиштата. Велат од владата, велат од владата за училиштата, велат доколку немаме пари да ги згрееме, ќе има онлайн настава. И сега тука се поставува едно друго прашање. Ако децата седат дома, а не се во училиштето, тоа значи дека дома ќе треба да се загрева, на струја. Значи на крајот наместо училиштата да ги платат, да го платат тоа загревање, граѓаните дома ќе го плаќаат. Не, ама мене главната поента ми е, која што мислам дека се уште граѓаните не се свесни, е дека и граѓаните нема може да ги платат сметките за електрична енергија, затоа што ќе немаат од каде да ги платат. Тоа што ако не земат плата на првија, ако ги избркаат од работа, од што ќе ги платат сметките за електрична енергија, како и останатите сметки. Ќе се сеќам само и на уште едни сцени, вие сте малку за нијанса помлади. На почеток на 80-тите имаше рестрикции кои што нималку не беа
нималку не беа пријатни. Ја како дете се сеќавам кон измагла ми е, меѓутоа се случуваше пар непар, нели еден ден има една наслаба во градот. Да, и тоа и за исто така и за гориво беше со пар непар, но повторувам, не сакам да се реализираат овие црни прогнози кои што ги давам, ти е полошо и од тоа. Нема рестрикции да може да го решат проблемот. Но проблемот е кој што го имаме Николовски, од една страна гледаме пак ќе кажеме дел од нашите соседи се растрчани по целиот свет. Србија гледаме дека добро се справува. Не тоа, него гледам дека да Азербејџан договориле струја, па договараа со Турција да ми ја пренесат. Овдека кај нас пак некои глупости слушам, тоа била недемократска струја, не демократска струја кога сме купувале. Исто кој што имаше демократски и недемократски вакцини, се сеќаваш на тие лудило. Гледаме дека набавуваат газ унгарците, набавуваат газ грците, набавуваат струја, исто така растрчани се насекаде по целиот свет. Од друга страна, нашата влада оди во Бугарија, се пофали дека набавиле струја, испадна не се договориле. Потоа отидоа во Грција и рекоа дека се договориле, замислете, да го решат проблемот со струјата во зимава, со тоа што грците ќе оградат шебрени галишта. И сега како се работи за тотално неспособна влада и дури на оваа тема е дегутантно да се коментира. Проблемот е пред нас, прашање е веќе на недели, не на месеци кога ќе го видиме и кога граѓаните ќе видат како ова неодговорност ќе се одрази. Јас се сеќавам кога имавме жестока дебата во тек на јули месец по однос на така наречениот француски предлог, министерот за надворешни работи Бујар Османи рече дека доколку не се прифати францускиот предлог, Македонија во текот на зимата нема да има струја и храна. Еве тие го прифатија францускиот предлог, прашањето е дали Македонија во текот на зимава ќе има струја и храна, нема да има ни струја ни храна, затоа што не може да ја обезбедат и цените со вакцините ќе се мало дете за ова што ќе се случува со електричната енергија, затоа што електричната енергија ги погодува сите. И тоа е еден многу сериозен проблем кој што доаѓа пред државата, за кој што нити знаат како да го решат, нити слушаат совети од нас. Ние уште пролетта дававме насоки што треба да се прави, затоа што се случи една комбинација од проблеми, но тие не сакаат да слушаат. Прво, проблемот со електричната енергија започна уште минатата година со усвојувањето на така наречената зелена агенда од страна на Европската унија, кога поскапеа цените на електричната енергија и дополнително на тоа се случи војната во Украина, која што ги однесе цените на електричната енергија до плафон, до незамисливи граници. Комбинација од овие две и гасо нормално од кој што се прави електрична енергија, комбинација на овие две кризи, човек не требаше да е премногу паметен во март-април да сфати дека во октомври, ноември, декември ќе има огромен проблем кој што власта не само што не знае како да го реши, него и не слуша начини на кои што истиот може да се реши, но се мајстори за крадење и се мајстори за правење манипулација. Ја сакам една работа утрово да споменам и да споделам со вас. Знаете дека еден од основните двигатели на економијата во Македонија се странските инвестиции. Најголем дел од луѓето кои што работат во Македонија, работат во странските инвестиции кои што носат најмногу од бруто домашниот производ. И компанија која има најголем обрат во Македонија е странски инвеститор. Зборувам, мислам, Джонсон Мети или Джонсон Мети. Да. Дополнително, јавноста знае дека со промената на власти, доаѓањето на владата на СДСМ и ДУИ и тогаш Зоран Заев како премиер, се прекина праксата на носење на странски инвеститори и во овие 5-6 година владење на СДСМ и ДУИ, во Македонија се влезени точно само 2 нови странски инвеститори, кои што веројатно по некоја инерција дојдоа во државата, а сите останати странски инвеститори кои што размислуваат за регионов отидоа во Србија и гледаме Србија какви резултати постигнува во тој дел. Така што не се носат странски инвестиции во Македонија. Сега додека не се носат странски инвестиции во Македонија, Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, тоа е дирекцијата која што ги менаџира зоните, слободните економски зони во кои што овие компании доаѓаат, троши енормни пари за уредување на зоните. Значи, дирекцијата која што не носи странски инвестиции и која што не овозможува да се отварат фабрики кои што би отвориле нови работни места и би го зголемиле бруто домашниот производ, троши пари за уредување на зони. Односно, трошат пари за уредување на празни зони. Па така може да се види дека
Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони секој месец е многу активна во тендери, нема месец да не дадат некој тендер некому, ама инвестиции не доаѓаат. Јас се кажам 4. Например, на компанијата Жиколди дадоа 2,5 милиони евра за уредување на технолошко-индустријска развојна зона во која што нема нови странски инвестиции. На компанијата Зобек и дадоа 500.000 евра за уредување на технолошко-индустријска развојна зона во која што нема инвестиции. На компанијата Стентон последно и дадоа 2,5 милиони евра за уредување на технолошко-индустријска развојна зона и царински терминал во зона која што нема странски инвестиции и последно на компанијата МГ Инвест и дадоа 4 милиони евра за уредување на зона во која што нема нови странски Сум чул инвестиции. за 3 од овие 4 компании, сите се блиски со СДСМ. И можете да извадите цела листа од Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, каде што ќе видите огромни тендери и потрошени пари за работата на дирекцијата, како и за уредување на зоните во услови кога не доаѓа ниеден странски инвеститор, што покажува дека заинтересирани за привлекување на странски инвестиции не се, ама заинтересирани за крадење поприлично се, што само покажува какви бандити имаме на власт. Чекајте. Значи сакате да ни кажете дека овие 4 компании кои ги споменавте земале пари да уредуваат зони во кои никој не работи. Во тие зони работат луѓе кои што работат во компании кои што дошле претходно. Но тие зони си биле уредени. Поентата на ново уредување на зоните или до да уредување отворите простор за нови фирми. Доколку дојдат нови странски инвестиции, а затоа што цела јавност знае дека странски инвестиции не доаѓаат, тоа не е некоја тајна, факт е тоа. Тогаш се поставува легитимното прашање зошто се трошат волкави милиони евра да се уредуваат технолошко-индустријски развојни зони во кои што не доаѓаат нови странски инвестиции, освен ако позадината не е криминал и не е злоупотреба на овие средства. И тоа се прави под радар, затоа што има неколку институции во држава кои што се на јавност и на изложеност кон граѓаните, а оваа институција не е една од тие и некако се оди под радар, па така е Јово Деспотовски. А од СДСМ познатиот пред тоа беше и кандидат за претседател на СДСМ. Ама беше и познат по скандалот со фондот за иновации. Апсолутно, претходно беше директор на спорниот фонд за иновации, каде што ни една иновација не видовме во држава, освен нели нов рецепт за пица, ама видовме тешки милиони потрошени. Ова е еден пример како се трошат парите на граѓаните и зошто нема поевтина електрична енергија и зошто не се решава проблемот со затоплувањето во Скопје, затоа што се троши енергијата, времето на вакви работи за да се прават криминални сделки и она што е исто така многу значајно. Во најголем дел од тендерите на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони има, замислете, само по еден понудувач. Значи, многу чудно, само по една фирма се јавува и никој друг нема интерес. Ама после, например, таа фирма не се пријавува на следниот тендер, немаат веќе интерес, туку некоја друга добила интерес, што индицира, еве не можам да тврдам, но велам индицира, дека се прават притисоци врз останатите компании да не учествуваат или на пак сите овие седнали се договориле ти ќе земеш таму и јас ќе земам. Што е апсолутно коруптивно и што е незаконско. Еве коментар за тоа што спомнавте дубиозни. Ние тука неколку дена веќе зборуваме за онаа дубиозата што беше во технолошката зона во Тетово. Недела дена пред локалните избори, онаа шарада со помпезно отварање на фабрика што треба да произведува електрични автомобили од компанија која што е пропадната, непозната. Од друга страна, не знам дали видовте, буквално пред вечерието на токму за време на Генералното собрание беше објавено и потврдено дека Rivian, една од водечките компании производители на електрични автомобили, отвара центар за истражување и развој во Србија. Точно. Видете, дај Боже, таа и слични компании да инвестираат во Македонија, но за жал јас го делам вашето мислење дека повеќе се работеше за пропаганда, а помалце за реалност. Иначе секој кој што сака да инвестира е добре дојден во државата, но за жал тие не доаѓаат тука, одат најчесто во Србија и затоа Србија има ваков драматичен напредок и од земја која што економски беше далеку позади Македонија, сега Македонија може само да ја завидува на Србија. Не само тоа, него гледаме дека спомнуваат бројки што се на ранг на Бугарија и на Хрватска во однос на целиот тој прилив кој што го имаат од странски инвестиции, нив им го полни буџетот и врз основа на тој полн буџет гледате дека Србија гради брза пруга, што за Македонија е мислена именка,
гради автопати, што за Македонија се исто така мислена именка, инвестира во наука, над 1 милиарда потрошија евра само за истражување во наука, инвестира во IT, во дигитализација, работи кои што во Македонија се мислени именки. Еве видовме дека например на Шангајската листа медицинскиот факултет во Крагуевац сега во моментов да бил водечки медицински факултет во Да, но воопшто тоа не е над Белград, над Загреб, над Лјубљана, над Марибор, Крагуевац. За Македонија да не збориме. Тоа не е нити чудно, нити смешно, затоа што јавноста во Македонија можеби знае, можеби не, а тоа е дека во Србија во изминативе неколку години се изградија неколку сериозни нови клинички центри и еден нов клинички центар се изгради во Карагуевац, кој што се спои со тамошниот медицински факултет и сериозно развиваат наука, но и добри здравствени услуги за разлика од болниците во Македонија кои што се распаѓаат. Во Македонија има многу приказни, ама слабо реализација, нели имаше огромна приказна за нов клинички центар во Скопје, ама од приказната до реализација нема ништо. Има директор за координирање на тој проект Андреј Жерновски. А паралелно на тоа во Србија се изгради нов клинички центар во Ниш, во Крагуевац, како што спомнавме, во Нови Сад и во Белград. И тој во Белград, на пример, е со големина слична на тој кој што требаше да се изгради во Скопје. Разликата е што тој во Белград изграден, опремен, некаде чини околу 130 милиони евра, а тој во Скопје требаше чини некаде околу 500 милиони евра, што мислам дека се кажува за бандитите кои што во моментов Померакли наши, не знам. Па нели кај нас е 1 евро за А замисли се, Србија сега дека не е корумпирана земја, веројатно и таа живее на Балканот. Ама овие нашиве стварно Добро, не, во здравството сега една информација дека наводно имаме раздвижување во приватното здравство, дека еден поранешен премиер и поранешен министар за здравство сакаат да влезат во неколку приватни болници во главни град. Љупчо Георгиевски и Владо Димов. Така нешто. Нешто така вели чаршијата. Ајде се да не влегуваме ја и ти во спекулации, но добро. Николовски, вие сте веројатно најекспониран од цело ВМРО ДПМН кога е во однос меѓународната политика, иако сега имате нели и нови кадри таму, тука би ги споменал Стефан Андоновски и Тимчо Муцунски, но сепак вие сте со најголемо искуство во меѓународната политика од актуелното раководство на партијата. Како гледате на светските случувања во овие моменти? Ѓаволот како да ја однел шегата. Точно е дека имаме добар тим во партијата во овој дел и точно е дека има многу луѓе кои што ги пратат овие состојби и можат да преземат одговорност. Мислам дека ова што се случува сега во светот е можеби најлошото нешто што сме го виделе во нашите животи. Ова апсолутно е една голема криза, светска криза, огромен конфликт. Некогаш работите се случуваат послучајно што изгледаат и многу често во држави кои што немаат систем се случуваат врз основа на лични одлуки. Тоа е разликата помеѓу автократски држави и демократски држави. Во демократските држави, без разлика што некој лидер лично мисли, системот на носење на одлуки не му дозволува да донесе одлука која што би била спротивна на интересите на државата и која што би била спротивна на благосостојбата на светскиот мир. Во автократски држави каква што е Русија се буди едно утро диктаторот, во случајов претседателот, и носи одлука да нападне суверена држава како што беше со нападот со Украина, што не може да се оправда на ниеден начин и не може да се окарактеризира никако поинаку, освен како агресија врз основа на одлука на еден човек и на неговата собствена представа за себе како некаков си мачо мен и светски лидер, во суштина човек кој што пред се прави лошо на сопствениот народ, затоа што негови луѓе гинат во Украина, понатака прави секако огромно лошо на Украина, уништена е државата инфраструктурно, економски, има огромен број на бегалци во милиони. И за прв пат по ладната војна ние го слушаме терминот закана од нуклеарни... Бројот на бегалци напад. И целиот свет е во опасност, затоа што нуклеарно оружје е една најлоша работа која што може да ја види светот е во раце на луѓе кои што очигледно немаат системи, не можат што може да прават мали земји како нас да се контролираат. За жал не многу, освен да ги следат случувањата, секако да изразуваат симпатии со оние кои што се нападнати, угнетени. Оваа војна која што сега се случува и
тезите кои што се користат од страна на Русија во однос на Украина се исти на тезите кои што Бугарија и користи во однос на Македонија. Нели, русите велат дека не постои украински народ, бугарите велат дека не постои македонски народ, русите велат дека украинскиот јазик е дијалект на рускиот јазик, бугарите велат дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик. Црквата и во Македонија и во Украина е оспорена, така што кога ќе видите има многу сличности помеѓу нас два народи, иако украинскиот народ е далеку поголем, се работи за 42 милиони жители, сепак наративот е сличен и во такви услови не можете да немате симпатија кон оние кои што дури Србија вчера имаше нели изјава од врвот на државата дека не ги признава овие референдуми кои Русија ги организира во Украина. Па ја не се сеќам дека некој го призна Крим како составен дел на Украина. Пардон, на Русија, било која држава во светот до сега. Дури ни Кина, ни нормално има принципи на меѓународно право. Точно, ајде тргнавме од таму, нели како најбитна тема, нуклеарна војна му се заканува човештвото, но одиме понатаму. Во делот на европската интеграција сега се зборува... Ја тука сум најмалку стручен во просторијата. Не си најмалку стручен. Меѓутоа се зборува во моментов за некаков за почеток на скрининг. Бојан Маричич гледаме дека тера некоја своја лична промоција која што е многу да речем чудна во едни вакви услови. Од друга страна гледаме на пример нарушување на законот за јавни набавки, кој што беше целосно израмнет со европската, значи чекор наназад во однос на приближувањето кон ЕУ. Со вас веќе коментиравме еднаш, меѓутоа се уште вака одзвонува она херојско одбивање на председателот Пендаровски на членство во Европскиот економски простор, што е вака под знак прашалник. Покрај тоа имам ја една лична дилема, односно гледам дека еве го спомнавте Киев, Урсула фон дер Лејен во своето годишно обраќање пред Европската унија спомна дека наводно подготвени сме Украина која ќе исполни условите да влезе веднаш во единствениот европски пазар. Украинците тоа во Киев го прочитаа како итен влез на Украина во европскиот економски простор. Гледам дека таа изјава дека помина прилично под радарот, односно никој не забележа дека тоа во Киев предизвика еден вид на еуфорија, дека е дофатлив заедничкиот европски пазар. Дел од пријателите на Македонија што во Брисел рекоа гледате што се случува во Киев, имате ли вие некој коментар? Ништо од овдека не деде. Така што ме интересира ваш коментар, еден пресек. Каде е европската интеграција на Македонија во на почетокот на уште 1700 бифтеци до членство во ЕУ. Апсолутно е заглавена. Македонија не напредува во однос на Европската унија, септо тоа се другото приказни и лаги. Како што беше лага дека Македонија добила датум за почеток на преговори и таа лага се повторуваше 4 години, така е сега лага дека Македонија почнува преговори, затоа што Македонија не почнува преговори. Само во меѓувреме се понижи целосно македонскиот народ и македонската држава со прифаќање на сите негаторски услови кои што Бугарија ги постави во однос на Македонија и едно целосно национално понижување кое што направи владата на СДСМ и на ДУИ, се со цел да остане уште некој ден на власт, односно да има образложение во јавноста зошто не прифаќа предвремени парламентарни избори. Така што нема добри вести во однос на членството во Европска унија, клучно зашто Македонија не напредува кон Европската унија се криминалот и корупцијата и немањето функционален систем на владење на правото. Кому тоа не му е јасно, не треба да се занимава со јавна работа. Има само една причина зашто никој не направи притисок врз Бугарија, а сите правеа притисок врз Македонија, а тоа е затоа што ни еден европски политичар не сака се на иста маса со корумпирани политичари и од таа причина не се многу среќни со било каков напредок на Македонија кон Европската унија, затоа што се свесни за нивото на корупција која што владее во државата. Со 111 место по перцепција за корупција во светот, не може никој да очекува да влезете во клубот на земји кои што се во првите 30 во светот по перцепција за корупција, така што јасно е дека Македонија додека не го среди прашањето на функционален систем на владење на правото, воспоставување на истиот и борба со организиран криминал и корупција нема да напредува. Ова не е нешто ново. Сите кои што не слушаат се секој ден соочени со такви проблеми. Документ не можат да извадат ако комшивката не им работи на шалтер или ако не почистат кафе, не можат
да отидат до болница и да закажат било каков преглед ако немаат врска и не можат да најдат некој доктор преку пријатели, не можат операција да се дозволат ако не платат мито и така натака, да не зборувам за покрупни работи од типот најавни работи, тендери кои што изборувавме претходно, така што корупцијата е во Македонија за жал распространета од најниско до највисоко, скапува државата во корупција и таа корупција има два негативни ефекти. Прво, не се развива бизнисот и стопанството и второ, граѓаните напуштаат државата. И во такви услови, мислам дека би било илузорно било кој да очекува дека Македонија би станала членка на Европската унија со вака широко распространета корупција. Николовски до крајот на јуни 2022 велеа дека не преговараат. Мислам дека е дегутантно да зборуваме, ова е слично на она што претходно го зборувавме за крила и така натака. Владата води своја пропаганда, таа пропаганда е гола пропаганда, без никаква суштина и самото тоа што ние се им ја коментираме пропагандата, покажува дека таа пропаганда фаќа очигледно некој простор и дека има месо во таа пропаганда, што е најдобра храна за таа пропаганда да продолжат да ја шират. Нити Македонија доби датум за преговори, нити преговара. Едноставно е 2 и 2 4. Должен сум јас да ја прашам еден дел од таа пропаганда која што кружи низ улиците, односно велат дека наводно повторно како беше Лјупче во некои мрачни коридори пред некои мрачни темни ликови, дека ВМРО-ДПМН дало ветување дека наводно ќе влезат бугарите во уставот во моментот кога ќе ја превземе одговорност. Само како не интересира. Тоа е дел од оваа пропаганда, нели прво беше пропагандата дека ВМРО-ДПМН ќе го прифати францускиот предлог, па не го прифативме, па беше дека веднаш пратениците ќе гласаат за промена на уставот, па пратениците не гласаат, па беше дека референдумот бил дека за вие да го протнете за да не и еве сега новата пропаганда е нели откако тоа ќе се случи, што е дел од една гола пропаганда, нема таква работа, ставот на ВМРО-ДПМН е јасен, кристален, а тоа е дека ВМРО-ДПМН не поддржува промена на уставот под ваква бугарска уцена и нема да стапиме тој став. Во однос на ова со собранието, морам да го нотирам вчерашното гостување на Едвард Џозеф кај колегата Борјан Јовановски, кој вели вчерашното, синоќешното, синоќа беше, кој вели предлогот, францускиот предлог дека беше неправеден, а во исто време на политичарите им вели да баталат преку балкански методи да го убедуваат собранието и прво да се обидат да ги убедат граѓаните. Ја мислам дека е невозможно во Македонија некој да ги убеди. Мислењето на граѓаните е јасно. Преку 3/4 од граѓаните се против, а скоро 100% од македонците се против. Зошто ги спомнувам чисто македонците? Затоа што ова прашање кое што пред се директно ги засега македонците со цела почетка на страната кои што живеат во држава, никој не го спорува нити албанскиот, нити српскиот, нити турскиот јазик или ромскиот јазик, кој спори на македонскиот јазик. Нити било која оспорува било која друга историја освен македонската историја. И затоа е нападнат во однос на Преспанскиот договор, очигледно е дека кон ВМРО-ДПМН имаше и внатрешен, но и меѓународен притисок. Сега, кои биле методите на внатрешниот, кој е на меѓународниот, тоа е сосем друго прашање, но имаше притисок да го прифатите, нели, Преспанскиот договор, вие не го прифативте, останавте, нели, на тие национални интереси, се одметна 8 пратеници, но дали денес го гледате истиот интензитет на притисок кон партијата, или можеби сега... Мислам дека се неспоредливи процеси едниот и другиот во начинот на кој што се менаџира, но се многу споредливи во негирањето на македонскиот народ. Токму и затоа ве прашувам. Затоа што со Преспанскиот договор за жал се промени името на државата и се промени уставот со цел промена на името на државата. Тоа е прво, второ се ограничи македонскиот народ само на територијата на денешна Република Македонија, што е апсолутно неточно. Македонци живеат и во Бугарија, односно во Пиринска Македонија, и во Грција, односно во Егејска Македонија. Така што се направи една трајна штета на македонскиот народ и македонската држава, а истото или многу полошо се прави и со бугарскиот договор, иронично наречен договор за добро соседство, пријателство и соработка, иако нема ни добро соседство, ни пријателство, ни соработка, тоа се штетни договори за македонскиот народ и се договори кои што подпишаа луѓе кои што
откако ќе подпишат, одат вака да договараат еден да се пријави на тендер, за другите да не му конкурираат, за да можат да го соберат кајмакот по партиски и по лични џебови и после тоа да можат да плаќаат билборди со црна кампања кон опозицијата, на пример. Додека сме Притисокот- собрани Или да купуваат хациенди во Грција, или да Исто да е возат различен е кон вас. Па, јас генерално мислам дека луѓе кои што решили да се занимаваат со политика, особено на Балкан, треба да се навикнат на притисок. Кој не е навикнат на притисок, не треба да се занимава со оваа работа. Прашањето е како реагирате на притисок. Како што гледате, ние не реагираме многу на притисок и кој нас не притиска, контраефект му се случува. Така што многу не ја врзуваме главата од притисоци. Спомнавме покрај тоа што го водите Националниот сојуз за европска интеграција, вие сте член на комисијата за надзор на работењето на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање. Имавме еден преседан. Значи, предлог на власта беше бойкотиран од власта. И до ден денес немаме никаков одговор. Вие се сеќавате на Според мене ова е интензивниот судир во тајните служби во Македонија од самостојноста до денес. Имајќи предвид колку кафе студирот, мислам дека не добива соодветно медиумско внимание, што пред се мислам дека се должи на тоа што има инфлација на лоши вести во јавноста. Пред се во економскиот дел, што е за луѓето. Не едно 500 денари кашкава, најбитен. тешко дека на некој му е гајле, што се случува но и бројни други негативни процеси кои што се случуваат во државата, иначе да беа по нормални услови, ова апсолутно ќе беше тема број 1, неспоредлива со било што претходно видено во разузнавачката заедница во наводници, односно во тајните служби, а тоа е директен судир на две криминални крила во рамки на СДСМ, кои што се борат помеѓу себе за превласт во така наречената АНБ, тоа е поранешната УБК. Зошто се борат за превласт? Се борат за превласт за да можат да ги заштитат сега додека се на власт и да им ги покријат трагите за криминал. Па така се случи кадарот на СДСМ Виктор Димовски, кој што од СДСМ беше предложен и стана директор на АНБ, односно УБК, и од СДСМ сега е предлог за амбасадор во Франција, односно во Париз, да предложи човек за директор за внатрешна контрола, што по сила е втор човек во Агенцијата за национална безбедност. Согласно законот, тој предлог треба да оди пред соодветната собраниска комисија и соодветната собраниска комисија да даде или да не даде дозвола секако откако ќе се расправа за предлогот. Се случи да пратениците од СДСМ ја бойкотираат комисијата, односно воопшто не се појават и не дојдат на расправа, што само говори кој е нивниот став во однос на предлогот и јасно оцртува две крила кои што ги има во разузнавачката заедница, блиски до едни и до други структури во рамки на власта, и во моментов постои една нескриена битка во рамки на власта за наследник на Виктор Димовски, односно за директор на АНБ. Тука има и едно друго прашање се поставува, тоа е зошто 14 месеци ова место во АНБ стоело празно и не се пополнило и зошто баш сега се дава предлог и како функционирала Агенцијата за национална безбедност без соодветна внатрешна контрола, но и се поставува прашањето од каде толку енергија за судир во разузнавачкиот свет, внатре во власта, и зошто е толку атрактивна Агенцијата за национална безбедност. И одговорот е само еден, а тоа е дека има сериозна намера да се злоупотребува работата на Агенцијата за национална безбедност. Имате индиции дека веќе се злоупотребува? Не, се злоупотребува континуирано. Тоа го гледаме, пред се злоупотребува за следење на ВМРО-ДПМН. Јас и во претходни периоди сум објавувал дека и јас и председателот на партијата Мицкоски и уште неколку други луѓе сме биле предмет на нелегално физичко следење. Континуирано телефоните ни се прислушуваат. Тоа е поделена одговорност на неколку институции, но телефоните не се прислушуваат. Се создаваат по наводници афери кои што се целосно неточни, се прават манипулации, се создаваат пропаганди како овие кои што ги спорувавме претходно во интервјуто, и наместо да работи, например, Агенцијата за национална безбедност да спречи грчко или бугарско влијание во Македонија, кое што им е работа, или да спречи појави на радикален тероризам, тие се и екстремизам и секако верски екстремизам, тие се бават со опозицијата
и се бават со тоа како да ја растурат ВМРО-ДПМН. Долго се обидуваат, нити им успеало, нити ќе им успее. Но повторувам, ова што се случи пред неколку дена во собранието, по мене е најголемиот судар во разновачката земјица во Македонија од самостојноста до денес. Тука не беше председателот на таа комисија, исто така од опозицијата Љупчо Пренџов, пред некој ден, и од него измолзивме едно ветување дека кога ќе биде именуван новиот директор, дека ќе има еден, иако нема за тоа формален устав, дека ќе се обидете да направите едно формално сослушување, како што постои во Соединените американски држави, да го видиме човекот како јавно, за кого станува збор, да ги измериме неговите демократски капацитети, да го видиме писмен ли е, нели е писмен, стручен ли е, нели е стручен. Тоа е исто така дел од нефункционирањето на системот, затоа што секогаш се владат зад така наречена државна тајна, во суштина ништо тајно не ни кажуваат на состаноците, па мора да ги затвориме состаноците на комисијата за да споделиле некаква државна тајна, која што ја нема. А што има тајно тоа да видим дали е писмен или неписмен? Па тоа ви кажувам, така што јас тука немам големи очекувања. За жал, Агенцијата за национална безбедност претходно УБК подолг временски период се злоупотребува. Беше злоупотребувана и во време на владата на ВМРО-ДПМН, заврши тоа како што заврши многу лошо, со масовно прислушување. И еве гледам дека сега овие СДСМ како добри наследници и ученици на претходниот директор на УБК продолжуваат да ја злоупотребуваат малце подолгени за тоа. Да, мислам дека се усоврши тоа мајсторство последниот година. Да го дадеме шлагвордот на При крај сме предоставува голем час на ова емисија. Ковачевски каже вчера дека доколку не бил тој, струјата ќе ни била 5 пати поскапа, ние веќе плаќаме најскапа во регионот. Па не 5 пати поскапа плаќаме. Се можеби Ковачевски не поразговарал со фирмите, со компаниите, затоа што зборувам и за домашната енергија најскапа во. Парадоксот е голем, не им помага владата и веројатно не знае дека плаќаат 500% повисока цена на електрична енергија, но плаќаат. Суштината е следна, дека ќе имаме тешка зима, тоа е јасно, дека ќе имаме огромна економска криза, тоа е јасно, веќе ја имаме, веќе е тука, веќе сме во кога ќе видите, кога ќе измерите колкава е реалната инфлација во однос на тоа што е економски раст, ние веќе сме во некаква рецесија, условно кажано. Прашањето ми е дали ВМРО-ДПМН посакува да има избори зимава или сака да има повеќе на пролет, сака прво да ги видиме резултатите на Ковачевски, дали одите по таа по тој, како да го наречам, по таа пермиса колку полошо, толку подобро за нас, затоа што колку е полошо за државата, толку поише ќе растете во однос на СДСМ, дали би понудиле некакви широки влади, национални спасови, нешто што понекогаш се случува по светот. Затоа што ѓаволот е однел шегата и геополитички и локално на секаков можен начин. Кој е сценариото кое вие го нудите за излез од се ова? Тоа е прашањето со кое ќе ја затвориме оваа емисија. Кој ќе прашање имавте, ќе се обидам се кратко да ги одговорам. Прво во однос на предвремени парламентарни избори, наши барања да се случат веднаш утре, затоа што Македонија веќе нема простор да продолжи со ваква неспособна и корумпирана влада. Многу е попаметно во март да ги имат. Не. Тоа не е паметно затоа што е лошо за државата. Останувањето на оваа коалиција на власт ќе значи тотален економски колапс на Македонија. Едва и Македонија ги залечи последиците токму со странските инвестиции од криминалната и болна транзиција во 90-тите години, доколку се случи овој економски колапс во текот на зимата. Со силна влада на Македонија ќе требаат години и години да, можеби и над 10 години да се поврати и да застане на нозе. Во однос на широка коалиција тоа не е опција, затоа што со криминалци и со неспособни заедничка влада не се прави. Во однос на инфлацијата, реално инфлацијата е над 50%, затоа што Државниот завод за статистика ги собира и ги мери сите цени, а во суштина, кога ќе се видат цените на основните производи, инфлацијата е многу висока, затоа што спецификата на оваа инфлација, споредена со многу инфлации наназад, е што се најмногу погодени основните животни продукти. Например, во време на големата светска криза 2008 година или европската должничка криза,
поскапеа енергенсите, но останатите цени беа релативно стабилни, а сега поскапуваат основните производи, животни производи без кои што граѓаните не можат, така што реалната инфлација е над 50%, што значи дека граѓаните секој месец губат половина од тоа што го заработуваат. Секако дека има излез, има и концепт, имаме силен економски тим, сите ние сме спремни да помогнеме, треба само да добиеме шанса. Еве, например, се обидов да ја најдам последната статистика и навистина е смешна. Тоа е дека наводно поскапела за само 1345 денари минималната потрошувачка кошничка, но еве сега кога гледам подобро, тоа не е реално. гледам дека ова е објавено на 18 јануари годинава и Заводот за статистика упорно не објавува годинава во 2022, ниту еднаш нема објавено колку изнесува потрошувачката кошница. Најмалце 50% отидено нагоре, а тоа всушност го знаат граѓаните кои што плаќаат 50% Значи, ако повисока. претходно била 35 Најмалце е над 50.000 денари. за во 4 момент. члено семејство, сега најмалку е 50.000 денари. А Тоа е замислете реалност. доколку е семејството само со еден Што значи дека вработен. доколку има семејство со 2 минимални плати, не можат да ги покријат ни основните трошоци во текот на месецот, доколку има двајца вработени, доколку имаат среќа двајцата да работат со плата од 18.000 денари, тоа се 36.000 денари, што е далеку под тие 50.000 денари колку што треба едно 4-члено семејство да преживее во текот на месецот, минимално да преживее со едни скромни услови. Да, ова е фрапантно, не сум го видел до сега дека не ја објавиле годинава воопшто минималната потрошувачка кошница. Па одговорот е јасно зашто. Боцевски, ти нешто за крај? Па мој беше буквално делот го киднапирав за европската интеграција, за агенцијата за разузнавање. Имавме некои други точки, меѓутоа мислам дека ќе имаме прилика повторно да се видиме. Секогаш кога ќе ме поканите, ќе дојдам. Почитувани слушатели, до европската интеграција на Македонија не делат, според последните статистики, околу 2500 бифтези на Бојан Маричич и уште многу шкампи, лигни и останати трошоци на нашата влада. Денес е 26.9.22 година. Останете со 107,4, уживајте во прекрасната музика на Радио Лидер, а ние се гледаме утре, каде што малку ќе анализираме повеќе за меѓународните прашања.